борбата. You'll always have passion. Патуваме од место од Ориент Експрес, станица Дебар Маало. Гостин денешен Слободан Петрович, како да го најавам, како човек со две функции и тоа во Рима, новинар и планинар, толку знам. За останатото ќе го оставиме сам да ни раскаже за неговите патувања, а ние ќе му припремиме едно убаво рижото со шафран. Разговаравме на тема шафран со него неодамна и тој тврдеше дека не може да се најде во Скопје. Тука ќе го изненадиме и со едно убаво винце. Впрочем, останете со нас, ќе видите. Цобе, по воспитување би требало да ве персирам, заради малата разлика во години. Вие сте нешто година-две постар од мене, меѓутоа како бивши колеги и како добар пријател ќе останеме на ти. Секако, со задоволство. Така. Добре дојде во Ориент Експрес. Фала ти што ме покани. Ние Ново патуваме патување. заедно со Цове Петрович, човек со кого во припремниот дел од емисијата се изнамуаветивме многу повеќе од што ќе трае емисијата и како искусен новинар и човек кој има многу прошетано, ни најави многу земји и потенцијални места за кои би можел да зборува. Се одлучивме на една екзотична, бидејќи Ориент Експрес сам по себе доловува некаква екзотичност и убавите искуства од тоа екзотично место, врзани со драги луѓе, убави настани, убава храна и убаво вино. Значи, Се одлучивме за една земја што има 3 имиња. Самото население, аборигините, бидејќи аборигини е латински збор, не абориджини, ја нарекуваат Ланкана. Ланкана. Ние знаеме од времето на неврзаните како Цейлон, а сега е Шри-Ланка. Тоа е индискиот подконтинент на не знам колку. Со камче од Индија може да фрлиш да падне на Шри-Ланка. Прекрасна земја, тоа се патување го остваривме пред многу години, пред повеќе години го изделувам, бидејќи знаете, ја од цела кариера најголемиот дел бев сидраш, уредник. Аха, тоа сега така. Само 5 години трчав, собирав вести
А потоа станав уредник прво на екран и така натаму и главно бев сидраж, спуштен во редакција. Меѓутоа имаше Еден и убави новинарски периоди, жаргон. да, имаше и убав периоди кога одев службено. Најчесто одев како член на некоја од новинарските делегации од Ю просторите. Таква беше и оваа посета на Шри-Ланка. И Шри-Ланка беше Новинарска. така. Да, новинарско патување, и ако не се лажам, Југотурс го правеше, но тоа не е ни битно. Пред многу години, само знам кога се спустиме најдолу, тоа беше таква влажност, што јас речиси немав слики. Немав слики, бидејќи камерата што ја имав со себе, беше блокирана поради високата влажност во воздухот. Аха. Така, и тоа е прва земја во која прв пат во животот ми се случи да одиме у Прашуна, да посетиме Прашуна, посетиме северниот дел, кај што се противничката страна, таа што е врзана за Индија, а не е за самостојна Шри-Ланка, кај тамилските тигри. Бедмо тој северниот дел и не рекоа до тука, од тука натаму нема одење, не смете да одите. Не гарантираме Ама една безбедност. најубавите места ке Коломбо. Коломбо е главниот град нели на Шри-Ланката, па и онаа конференција некојаш одржана во Коломбо. Има еден хотел на самиот океан, ќе речев море, каде престојува екипата на филмот Мостот на реката Квај. Да. Тоа е податок што го знам. Се Мост на сеќаваш река Жоки, Квај. знаеш, по Во оригинал. музиката, по филмот, не го градот на мостот. Да, да, Тоа да, се да. англиска продукција, прекрасен филм. Антологија. Антологиски филм. Така е. Така што ми остана се бики сме на храна. Еве и пред нас имаме убав Да, прекрасна. затоа и се одлучивме на вакво прекрасна нешто храна од имаме. неколку причини. Прекрасна чинија, многу прекрасно си е направил, аранжирано. Прво јаде окото, после јаде Така. стомакот. Тамо кога стигнавме, она што беше изненадување, околу храна говориме. Бидејќи ова е се сме во вагон ресторан. Вагонеста, да. Првата вечера, прво не пречека, коктел. И одиме на вечера, се што ќе каснеш е луто. Ја викам на колегиве новинари, викам, слушај, внимавајте се и сладкото кој ќе не донесам ќе биде луто. А во меѓувреме, малку да смириме тоа лутината, викам, нека ми дадат лепче. Да. Е лепчето луто. Луто. Добро, доаѓаме од земја кај што зачините исто се користат, меѓутоа, нели, вечна дестинација за зачини, потеклото на зачините е тој индиски подконтинент комплетно. Ама два острова се зачини острови. Да. Тоа е Занзибар, Да. тоа е источниот дел на Африка, кај Танзанија и јужниот дел на подконтинентот индиски, односно Шри-Ланка. Да. Кога дојдовме тамо, влеговме во Прашума и вика ова е трева. Ја немам некое сознание околу марихуана. Немав. Да немам ни јас. Немав. Ја вика ова ви е тоа. А ова вика беше- белиот прашок. Па вика тој белиот прашок е многу добар за машкоста. И што? Па вика знаеш како изгледа слон? Да. Знаеш како изгледа сурлата? Знам. Па тоа прави тој прашок. Тоа е тоа. И ја го донесов во Скопје и прво редакција го донесов кај моите колеги, блиските, главниот заменик, Да помощник. се проба на блиските, мислам. тоа е. Ама кажи, Нема да се наљутат. кога се користи прашокот и како се користи? Во чај, во млеко, во вода. Да. Добро, една така забавна епизода од Така, од кога тој сме дел. кај зачините, да, Ориент Експрес купувајќи или еве споделувајќи искуства со гостите, нивните убави искуства врзани со некои далечни земји, блиски земји, во врска со храна, вино и убави луѓе. На тема зачини, како една мала анегдота, значи дел во менито се наоѓа и ова рижото, кое е во основа ориз, меѓутоа не кочански, без навреда, но рижотата кои или ризотата кои ги наоѓаме тук таму по менијата во рестораните се во главном од басмати. Оризот, значи мало жолто дугулјаво зрно, кое не се вари, туку само се обарува или се попарува за да нарасне. И доаѓа токму од таму. Значи, дополнителниот зачин е мистериозниот и вечно скап и побаруван шафран. Тоа е една од анекдотите, мислам, и на Колумбо, кои што тргнале да наоѓаат зачини не нови земји. И шафранот и ден денеска е зачин кој тешко се наоѓа, раслоен на неколку фрагменти
од коренот, од стеблото, од листот, од толчниците се прави зачин. Скап е ужасно, секаде во светот. И некако анегдота, ама како едно признание дека ние заради оваа порција го шверцуваме од таму далеку. Најдовме некаква врска македонска пријателска на Бали и после ќе го видиме како стига од Бали, затоа што доволни мали количини за да ја ослободи својата арома и да ова јадење постане уште повкусно. Повели слободно, нема да се љутат гледачите дека ние ќе си вечераме и ќе си јадеме, кој сака да проба е добре дојден. Со чашка убаво винце од нашиот заеднички пријател Попе. Винарија Попов, Кавадаречки Сопот. Ова е Едно од најубавите македонски. Тоа е тоа вино мускат и неку темјаника кај нас, кој доби сребрен медал на еден од најпрестижните саеми на вино во Франција, во татковината на виното. Така. И ние коњ или вино за трка имаме. Имаме, да. Така е. На здравје. На здравје. Мускат 2007 година, винарија Попов, карактеристична мускатна арома, на мускатно оревче и бели цвеќиња. Средно тело, со вкус на тропско овошје и праска, постојано во завршетокот, поради комплектноста на аромата и на вкусот, би го препорачал со богато морско рижото. Една храна што ти оставила впечаток во Шри-Ланка. Значи, разговараме за ова рижото што Ориент Експрес го донесе во Скопје, малку шафран и така натаму. Да ти оставило нешто посебен впечаток. А тоа е, што ти кажав, тоа што е луто. Пикантно, Се е луто со и многу пикантно, зачини. Пикантно до крај. Мислам, земја на зачини е Шри-Ланка. Така што Ние не знам лутото дали го топиме со вино. Не, они лутото со луто. Ја кој Пијат ли алкохол таму? На Сове, крај се им реков, сеќаваш? молам? Алкохол пијат ли таму, пијат ли вино? Виното јако не е алкохол, Пијат. спаѓа во храна. Во храна, Кај нас да. не го третираме како такво, Пијат, ама пијат вино, пијат пред се чај и потоа вино. Кафе не ни сеќам, само знам дека вино се пие, не, жестоки не ни пробавме. Конечно не да, не беше тој амбиент, знаете, тоа се високи температури. Да. Висока влажност. Да. И таму со вино се на некој начин се гоштевам со вино, убаво вино. Меѓутоа оно што беше пикантно, многу зачини, многу луто и кога го кажав ли ја тоа за сладкото? Викам сега внимајте, сладко ќе ни донесат. да не биде и сладкото лут. Да не биде сладкото луто? Да. Не викам ајде дај лепи лебото лут. Да, тоа се тешко е убави во памет. земји во кои им високи температури и висока влажност. Не иде со алкохол тоа. Да, предпоставувам дека не иде со алкохол, дури и не знам, Пиво, вете нема, немам ја не знам, никакви. Не се сеќам на кое пиво пијавме таму. Да. Особено на север. Тоа се екзотични земји за кои ние немаме многу информации. Затоа и овие искуства ни се драгоцени. Да. Ете, да се споделат на некој начин. Во врска со музиката исто. Разговаравме тие искуства таму, не знам колку време сте били, колку време сте поминале таму, 10 меѓутоа, да. Целиот тој мозаик на тие далеко источни земји, бидејќи не ги знаеме, еве на овој начин пробуваме да им ги доближиме на Зоки, види, гледачите. тоа е земја на бои, на колорити. Од темно зелено до светло зелено, портокалови бои. Луѓето се еден прекрасен тем имаат. Поситни се, ама убав народ е. Тоа е убав, мил народ. Многу се љубезни, многу пресретни. Ситни, ама бројни. Да. Памтиш ли колку луѓе има таму? Па не сум Ние сосема се- сигурен да не е 21 милион. Отприлика, не сум сигурен. Наспроти Индија која има сега 1 милиарда и Една нешто милиарда. кусурче, Милиарда, ситно од да, 200-300 да. милиона луѓе. Да. Ова е прибрзо кај на Индија, под неа. Да. Но таму си оние Сешелите, островите. Еден саат со авион се оди. Да. Кој се островче, една куќа, една вила, една виличка и ти си сам таму. Да. Доаѓаат со
Да, тоа е Првиот аеродром. земја на океан. Значи предпоставувам само ете ќе викнеме во следна емисија имам ново неколку гости за кои еве сега се потсетив дека се со искуство, одат веќе неколку пати, значи ќе ги поканиме некој следен пат, ќе ги распрашаме за детали бидејќи поминувале повеќе време и знаат да ни дораскажат за нивната култура, за ова што ти убаво ни го најави како милјето од тој далек исток. Ние можеме да преидеме кон конкретната задача, да го пробаме рижотото со шафран, да наздравиме за убавото вино и да... Затоа ќе ми го смениш во бело. Так, јас си го почнав мускатот темјаниката, а сега ќе порачаме да ни донесат една чаша за да продолжиме со убаво бело. Јас од белото не се откажувам. Ова сам ти кажам, за кога ми се јави колешката, размислував околу тоа кои патувања, каде и како биле. Кој е од убавите искуства? Помисли на Нью Йорк. И таму имам една секвенца, блуз секвенца, у 2 сат наутро у Менхетен, огромна една продавница на плочи, тоа време, и еден човек дирижира. Во 2 сабајле на Менхетен. На Менхетен, у 2 сабајле. Отворена продавница за плочи. Од цела ноќ отворена. Плаќаат ли Па тие луѓе плочата, ДДВ музика е богати? битна. Са како може да работат у 2 И сабајле? замисли се. Не е Ја- морета ли добро? Бидејќи шетам, огромна, 2-3 плочи таму и повеќе. А таму го има и Бах, и Бетовен, и Рей Чарлс и на. Он им дирижираше на сите во тоа утро њујоршко на Менхетен. Помисли на тоа, кога ја прашаја музиката, го сакам блузот и имам добра колекција на CD-а од чекашката школа, од блузерите нели биле оние слепи луѓе, шешири одолу, слеп и компонира и некој го снимал. Отидов на тоа виртуелно патување, на ваша покана се развели и на ваша сметка. Да. Во Ирска, во Северна Ирска, во Белфаст. Таму е мој омилен пејач, Ван Морисон, блузер. Да. Тој е поточно Иван Морисон, Ван го викаат они, и има една прекрасна песма. Тој не е ни католик, ни протестант. И затоа го сакат и едните и другите. Или и католик и протестант, или Не, ни ни католик ни протестант. Безверник е. Have I told you lately that I love you? Една прекрасна блуз балада. Потоа Една помисли најбелите каде лирики. следното, каде може да отидеме, да речеме во Швајцарија. Да. Бев гости на владата на Швајцарија, повеќе од една седмица, скоро речи 10 дена, и кога ме праша имате ли некоја желба, викам да, Сент Морис. Зашто јас се качувам по планини. Да, и таму ти по си возел джемпер по кораб. горе се качувавме на Сент Да. Морис. Потоа помислив на Финска. Финска поради 50.000 езера. Помисли на соседна Грција, која сакам, која се пријателски народ е, не пријателска политика, пријателски народ. И сепак мислам дека е за оваа прилика, за оваа вечера, дека е можеби една екзотична земја како што е Шри-Ланка. Штото го си закажавме со светскиот Џони Вокер, Цове Петровиќ, следна, јас изборав отприлика 4 средби на различни теми, по различни Ориент Експрес меридијани и параболи, така да не се грижите, имаме уште многу теми, уште многу земји за поминување. Еве го нашиот закажен гости за некоја следна пригода, а го спомна на почетокот блузот, ми остави впечаток, чикашката школа и деталите. Значи, ќе ги замолиме музичарите, ќе ги прашаме дали знаат да ни угодат со еден добар блуз. Тоа се момци кои се во основа блузери, Ориент Експрес бенд, и тука ќе го искористам моментот да дадам една анекдота за Ориент Експрес бендот, затоа што не покриваат музички на сите патувања со гостите во Ориент Експрес. Јас не ги побарав нив да свират тука, едноставно се појави еден ден на врата и Ристе, шефот на бендот, ме праша уште од врата, кој е овдека шеф, јас се представив, рече, од кај ти името Ориент Експрес, ги поканив да влезат затоа што мојата приказна за Ориент Експрес сака време за да му ја раскажам
И го прашав зошто прашуваш, рече и нашиот бенд се вика случајно Ориент Експрес. Така да по некоја случајност сете се споивме. Мислиш дека е случајно? Па нели нема ништо случајно на овој век и на овој свет, ама една успешна компилација меѓу нивната музика и ова патување. Ќе не почестат со една блуз нумера на твое и мое задоволство и на задоволство на гледачите, додека ние си го вечераме ова убаво рижото. Нели, првиот официјален енциклопедиски планинар е Петрарка. Да. Овде кај нас Ето не. мој Петрарка е Ферид Мухич, Да? најголемиот македонски планинар. А зошто ги сакам планините? Видиш, почнеш да живееш нормално над 1000 метри. Над 1500 веќе се чувствуваш многу пријатно. Над 2000 ти си окей. Зошто ги сакам планините? Прво, Томе Арсовски има напишано една драма, се вика, отприлик, серија беше телевизиска, за Македонија како езерска земја. А Македонија има езера, ама Македонија не е езерска земја. Македонија е планинска земја. Да. Затоа што Пошто повеќе. 85% почините се ридови и планини. Така. Има најмногу врвови на Балканиве наши, над 2500 метри. Потоа Македонија, поширока се мисла, географска, етничка, е Пиринска Македонија, кај што е највисоката планина на Балканите, Мусала. Македонија е и Беломорска Македонија, Егиска Македонија. Македонија е и Олимп, еден од најубавите врвови. Македонија е и Шар планина, со најмногу врвови над 2500 метри на Балканите. Ја сакам таа Македонија. Македонија од Пирин до Рила. Македонија од Педистер до Олимп. И еден ден ми викам на супругата, ајде одиме до Матка, до крајот на Матка. Да. И она не почувства што е, вика, што се, ќе идеме до Матка.
Да. До крајот на водно, крајот на Крајот на водно водно. е матка. Така. До матка ќе одиме секоја недела одиме. Не, викам крајот на матка на водно е на друга страна. Каде вика крајот? Викам на островот кој се вика Евија. Геолошкиот состав на планашта планина продолжува, се движи по таа линија до Евија. Тоа е Морфолошки оди Карши Атина. проти долу скроз низ Грција. Скросниц Олим поминува надолу Значи оди. во ова искажување не видов политика. Видов само една голема љубов. Љубов именно. Драго ми е дека така ја доживуваш Македонија. Сакам сите така да ја доживееме. Еве ова искуство да го споделиме меѓу нас сите овдека и да си ја споделиме оваа љубов на овој начин, како што ти ни ја дефинираш. Очигледно многу податоци можеме да црпиме од тебе. Затоа поканата нека остане отворена и без договор и да ја растегнеме оваа емисија на бескрајно многу колку што има љубов во нас за Македонија. You'll always have